Петочно издание на вестите на Канал 8. Добар ден. На редовното обраќање до јавноста, представниците од листата за советници од коалицијата на СДСМ порачаа дека објектите и манифестациите од областа на културата заслужуваат поголемо внимание од локалната власт. Според нив, негрижата за културното наследство ќе престане, а Кочани ќе ги добие културните обележја што ги заслужува. Општина Кочани во изминатите години работеше без стратегија за унапредување на културата, па се одвиваше стихино и според произволни критериуми. Време е работите да се стават на здрава основа, а настаните и објектите од културата да го добијат вистинското место во општеството, беше речено на пресконференцијата на листата за советници од коалицијата на СДСМ, што се одржа на платото пред Центарот за култура Бели Мугри, при што беше нагласено дека современите културни текови во моментот се далеку од Кочани. Кочани е во културна апатија во која царува личниот интерес. Младинските културни иницијативи се неприфатливи за локалната власт. Културно-историските објекти пропаѓаат. Споменикот на слободата е оставен на забот на времето, неискористен. Гениалноста што му ја подари Чемерски на Кочани за локалната власт е небитна. Општината ја водат лица што немаат сенс за неговото значење. Некогашната киносала одамна чека на реконструкција. Мултикултурниот центар е во трулеш и влага. Одветениот музеј во Кочани остана само лагата. Никој не размислува за заштита на старите автентични кочански градби. Стришанскиот сокак пред очи ни се распаѓа. Локалната културна историја исчезнува како непотребна. Антова порача дека време е да се прекине со негрижата кон културното наследство, за да не се изгуби и она што преостанало. Кочани конечно да добие музеј. Лукубија и споменикот на слободата да бидат култно место, да го вратиме театарскиот живот, да покажеме човечки однос кон идните генерации грижејки се за културното наследство. Културата мора да биде фактор на обединување на децата, младите и старите, на македонците, ромите, власите, турците и на сите жители на Кочани. На крајот од обраќањето Антова ги повика граѓаните да се запознаат со проектите од културата и другите сфери на општествениот живот што ги нуди коалицијата што ја предводи СДСМ. Дел од нив, рече таа, ќе бидат представени и на митингот што ќе се одржи в сабота на платото во трговскиот центар со почеток од 20 часот. Кандидатот за градоначалник на Зрновци од редовите на ВМРО ДПМН Блаже Станков на пресконференција ги најави проектите предвидени во програмата за наредниот 4-годишен мандат, што се однесуваат на селата Видовиште и Мородвис. Асфалтирање на неколку улици во населбата Видовиште, како и изградба на локален полски пат од место викано Гумења до место викано Друмот во должина од 800 метри. Изградба на бунар за вода преку дупчење на една бушотина, како и целосна реконструкција на постојниот дом на културата. Ке се изградат и 2 моста за моторни возила на Видовишка река, истакна на пресконференција кандидатот за градоначалник на Зрновци од ВМРО ДПМН Блаже Станков. Проектот опфаќа промена на покривната конструкција, промена на прозорците и вратите, термофасада, нова електрична инсталација, поплочување, уредување на наменските простории за пензионерите, канцеларија на Младинскиот совет, канцеларија на местната заедница, клуб на пензионерите, просторија во која ќе бидат изложени етноекспонати, целосна реконструкција на деловниот простор и слично. Со цел да обезбедиме поголемо количество на вода за пиење, ќе изградиме бунар за вода преку дупчење на една бушотина од кој ќе се полнаат постојните резервоари. Бидејќи подземните води ги има во изобилство, ќе успееме да ги задоволиме потребите. Имаме и проект изградба на полска чешма во атарот на Видовишко поле во местото викано Видовишки брод. Со овој проект ќе ја задоволиме потребата од разладување и консумирање чиста и свежа вода за пиење на земјоделците и пребавување на полските работи. Станков истакна дека ќе ја поддржат секоја иницијатива за развој на селскиот и руралниот туризам во овие 2 населени места, кои изобилуваат со природни реткости и археолошки локалитети, како и цркви и манастири.
Пресконференција организираше независната листа за советници на носителот Венко Крстевски, при што ја најавија иницијативата да не се исплаќаат високи суми за паушали на членовите на Советот. Беше речено дека овие пари можат да се наменат во хуманитарни цели за лицата од социјално загрозените категории. Високи суми се исплаќаат од буџетот на општина Кочани за паушал за работењето на членовите на Советот, со што се прават и непотребни трошоци. Ваков е ставот на независната листа за советници на општина Кочани, чиј носител е Венко Крстевски, при што на пресконференцијата што символично се одржа пред салата на Советот, рекоа дека започнуваат иницијатива за укинување на паричните надоместоци за советниците и пренасочување на парите за хуманитарни цели. Редовна пракса советниците во нашиот град да секој месец да кешираат одреден паушал, кој во денешно време нашата пресметка е цирка 50.000 евра годишно, само на име месечен паушал бруто исплатен на еден советник од вкупно 19. Значи вкупно 19 советници не чинат цирка 50.000 евра годишно. Прва задача во Советот да не биде токму оваа иницијатива. Да предлог иницијатива да се пренасочат паушалите кон солидарни фондови на наши сограѓани кои за жал ги има многу со тешко заболени, а од социјална ранлива група на семејства и буквално наводното бесплатно лечење не е доволно за да го истретираат болниот достоинствено како што треба и најчовечки. Сабовљевик Стоименова додаде дека економската состојба во општината е лоша и поради тоа тешко може да се полни буџетот на општината. Доволен показател за тоа, според неа, е ставањето клучна врата на поголем број фирми. 2016 година беше катастрофална за кочанското стопанство, каде што цирка 600 фирми потонаа, се изгаснаа. Најверојатно околу сигурно се биле микро и мали фирми, жртви на тешките услови и на непостојачата, на лошата бизнис клима во Кочани. Знаеме го исто фактот дека некаде цирка околу 2000 хипотеки кочанските граѓани ги имаат вложено своите станови дадено под хипотеки во банките. На крајот од обраќањето до јавноста, таа додаде дека без разлика дали кандидатите од независната листа ќе бидат дел од Советот или не, тие ќе ја продолжат иницијативата за укинување на паушалите за советниците. При тоа очекуваат поддршка од граѓанските здруженија и воопшто од граѓаните на општината. Во општина Зрновци започна имплементацијата на проектот И ние сме дел од општината. Проект кој што го реализира Сдруженијето Марвел АДЛ од Штип, а имплементиран со финансиска помош од страна на проектот Civica Mobilitas на Швајцарската агенција за развој и соработка. Проектот се имплементира во општините од Источниот и Вардарскиот регион, во кој главна целна група се граѓаните на помалите заедници од овие општини. Основна цел на проектот е зголемување на свесноста за својата улога и покренување на активност кај жителите на помалите заедници за решавање на проблемите во нивните општини. Преку проектот граѓаните ќе се едуцираат да потикнат акција и ќе се потикнат да делуваат во промовирање и решавање на проблеми кои ги засегаат нив, при тоа придонесувајќи кон активно граѓанство. Специфичните цели на проектот вклучуваат зголемување на степенот на информираност на локалните и регионалните медиуми со секојдневните проблеми со кои се судираат жителите на помалите заедници, зголемување на свесноста на одговорните лица од локалните самоуправи за реалните проблеми на помалите заедници во овие општини. Во рамките на овој проект ќе бидат имплементирани 12 еднодневни работилници во заедници кои гравитираат кон општините од Источниот и Вардарскиот плански регион. Секоја од работилниците ќе вклучува теоретски дел за граѓански активизам, контакти со институции, медиуми и практичен дел.
Проектот ќе вклучи имплементација на конференција за поттикнување на акција на помалите заедници и нивно учество во решавање на проблеми во општините, на која ќе земаат учество представници од локалните самоуправи, граѓански организации од вклучените општини и граѓани кои ќе зборуваат за граѓански активизам, проблеми, форми и начини за решавање на истите. Благица Лскова, координатор на проектот, изјави дека успешната имплементација на овој проект ќе придонесе кон зголемување на свесноста за својата улога и можноста да се биде активен жител на својата општина. Жителите на помалите заедници, посебно оние жители кои живеат во руралните или периферните области, најчесто не се од примерна важност во плановите на локалните самоуправи. Многу често се случува нивниот глас да не се слуша и соодветно на тоа да не се решаваат проблемите кои ги имаат тие луѓе во општините. А проблемите кои ги имаат вклучуваат немање инфраструктура, водовод, лекари, ординација, катастарски проблеми и слично. Преку проектот и ние сме дел од општината, проектниот тим на Мардел АДЛ Штип ќе ги едуцира и информира локалните жители на помалите етнички заедници за начинот на зголемување на важноста за решавање на нивните проблеми и свесноста кај локалните самоуправи за нив како жители на таа општина. 285 правачиња од Кочани свечено беа примени во детската организација. Ја дадоа својата заклетва, а повозрастните ученици за нив подготвија приредба. Децата се најголемото богатство, гордост и иднина. Сите имаат еднакви права и на сите треба да им се даде неопходната поддршка и овозможат еднакви можности. Одговорноста за децата е на целата заедница. Светот останува на нив и представува предизвик да ги научиме да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им дадеме сила да истраат и да успеат во овој свет. Беше речено на манифестацијата што по повод приемот на децата во детската организација се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Правачињата ги научија своите права, а ја дадоа и заклетвата со која се обврзаа дека ќе учат вредно и ќе бидат добри и послушни ученици. Повозрастните другарчиња, учениците од основните кочански училишта, за нив приредија приредба, а возрастните ветија дека ќе ги почитуваат правата на децата, затоа што само на тој начин може да се очекуваат здрави и среќни деца. Инаку, оваа активност беше дел од неделата на детето, што традиционално се прославува секоја прва недела од октомври. Во Кочани, 285 правачиња свечено беа примени во детската организација. Представите на 9-тиот фестивал Инвиница Веритас со максимална посетеност од публиката. Актерите од театарот Джинот од Велес испратени со силен аплауз. Со силни аплаузи од веничката сцена беа испратени актерите од театарот Джинот од Велес, кои според коментарите оставија силен впечаток на публиката, посебно ликот на Ерџан, кој совршено ја одигра улогата на шизофреничар. Ерџан најпрвен е жртва на неговата болест. Значи, Ерџан е шизофрен ром, кој што трпи од многу аспекти, трпи од се крши копието, од борбата на докторите, копието баш се крши преку него и од системот кој што тие не се прифатени, се дискриминирани или не се дискриминирани. Синиот портокал е драма за современата психијатрија, со застарени методи на лекување и без помошноста на докторите да ги лекуваат своите пациенти без седативи. Представата Синиот портокал е македонска праизведба на истоимениот драмски текст на британскиот автор Джо Пенхол, кој во своите драми се занимава со современиот социолошки контекст, а ликовите за кои пишува се индивидуи кои бараат себереализација во општеството, кој робува на бирократизација и меѓучовечки ривализам. Режисер на представата е Александар Ивановски, а е трета продукција од годинашната програма на театарот Джинот во Велес. Фестивалот Инвиница Веритас завршува вечерва со стендап комедијата на Маријан Ѓоргиевски во Парк кафе. На 7 октомври, сабота, ќе биде осветен новиот храм во Виница, посветен на светиот апостол Лука. Со литургијата ќе чиноначалствува архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан.
Со вечерна богослужба, вечерва со која ќе началствува владиката Иларион, започнува церемонијата за осветување на новиот храм во Виница, посветен на светиот апостол Лука. На 7 октомври во 8 часот ќе се одржи утрена богослужба, со што и започнува осветувањето на храмот, а ќе началствува неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и неколкумина владици. Во 2011 лето Господово почнахме да градиме храм посветен на светиот апостол и евангелист Лука. Еве по 6 години по Божја милост го изградивме благодарение на верниот народ од градот Виница, од околината и најголема донација и помош од господинот Горан Ангелов ќе биде благословен и осветен од неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски господин Стефан со богослужение на нашиот надлежен митрополит господинот митрополит Прегалнички господин Иларион, неговото високопреосвещенство митрополитот Дебарско-Тичевски Тимотеј, неговото високопреосвещенство митрополитот Повардарски Агатангел, митрополитот Европски господин Пимен, заеднички со свештеници од Прегалничката епархија. Затоа, по тој повод, благочестиви христијани, ви повикуваме на заедничка радост, на заедничка молитва во овој Божи дом. Камен темелникот на храмот беше поставен во октомври 2011 година. Годинава на Павлден беше поставен темел на простории за крштелна, чија изградба е во тек. Следуваат информациите од спортот. Викендов продолжуваат првенствата во првата фудбалска лига за жени и во втората лига Исток во машка конкуренција. Осогово ќе гостува во Валандово против Победа, а женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен ја пречекува последно пласираната екипа на Каменица Саса. В недела ќе се одиграат надпреварите од 7-то коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово ќе бидат гости во Валандово против Победа. Валандовчани, слично на нашиот второлигаш, во првите неколку кола прикажаа променлива игра и со само 2 бода се предпоследни на табелата. Со оглед на минатонеделниот срамен пораз на Осогово на домашен терен од дотогаш последниот тим на Хоризонт Турново, може да се очекува од и фудбалерите на Победа токму на оваа средба ќе дадат максимум за да го поправат бодовното салдо. Од друга страна, тимот од Кочани на досегашните 6 првенствени надпревари воопшто не беше ефикасен, па навивачите со право се незадоволни од постигнатото. Двете победи, 3 порази и нерешениот резултат на стадионот Никола Мантов, што за малку можеше да биде и пораз, е непријатно изненадување од екипата, од која се очекуваше да ја држи средината на табелата. Доколку и в недела од Валандово се врати со празни раце, тогаш состојбата за Осогово ќе стане сериозна. По двонеделната пауза, поради обврските на младата репрезентација пак, продолжува и првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. В сабота ќе се игра 4-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани е домакин на средбата со Каменица Саса. Слично на машкиот фудбалски тим, и нашите девојчиња не се прославија на првите 3 надпревари во прволигашкото првенство. Со 3 порази и без бодови, тие се во друштво на екипите од дното на табелата, и само по добрата гол разлика ги става на 10-та позиција од вкупно 12 екипи.
Временската прогноза воедно беше последната информација за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.